Идејата за така наречениот солидарен фонд влегува во реализација. Општина Штип со сериозни намери кога станува збор за формирање на ваков фонд. На посебна сметка, граѓани и фирми ќе може да донираат средства наменети за ранливи категории на граѓани и семејства во ризик, на кои им се потребни средства за лекување или било каква друга парична помош за кои самите не може да одвојат средства од општениот буџет. Штипскиот градоначалник Бочварски денеска ги повика институциите, здруженијата на граѓани да дадат придонес во оснивањето на солидарниот фонд и да предложат членови во управниот одбор. Веќе имаме како општина Штип испратено барање до повеќе правни субјекти, до повеќе невладени организации да се вклучат во формирањето на овој солидарен фонд, бидејќи не сакаме да заземаме доминантна улога во формирањето на солидарниот фонд, но ќе ги вклучиме сите кои што се заинтересирани. Например, испративме барање до бизнис секторот, до невладените организации, до представници на Совет на општина Штип, до представник од општина Штип, представник на Црвен крст, лекарска комора и до представници на медиумите. Практично ќе побараме од сите овие субјекти да дадат своји лица кои што ќе бидат вклучени во проектот и во одлучувањето на овој солидарен фонд, во управниот одбор практично кој ќе биде формиран. Основањето на ваков фонд ќе им биде од помош на граѓаните, велат штипјани. Да, треба такво нешто да има. На овој начин ќе помогнеме на оние на кои ми треба помош? Ако правилно се работи со тој фонд, веројатно ќе се помогне стварно на тие на кои што треба. Такви некои акции од посебно од страна на локалната управа, да вистина во вакви моменти, во услови како сега што живееме, знаеме дека поголем број од фамилиите немат никакви мостови или слаби услови за живот. Еден фонд од ваков карактер би добро дошол за секој наш граѓанин. Па било за каква била повреда, посебно за овие од здравствена природа што се. Како што имавме случај пред некој месец, да одредени фамилии поради лекување во странство, стварно секој наш поединец не сме во состојба да ги покриеме тие трошкови. Како надзорно тело во работењето на фондот за непречено и транспарентно работење ќе бидат вклучени родителите кои веќе биле засегнати со проблемот на обезбедување финансии за потребите на своите најблиски, истакнуваат од општината, од каде појаснуваат дека со изборот на членови на управниот одбор ќе се утврди начинот на кој ќе функционира солидарниот фонд, кој ќе може да користи средства, но и како истиот ќе се полни. Идејата за формирање на солидарен фонд е предизборно ветување, но се наметна и како потреба, откако граѓани и здруженија иницираа повеќе хуманитарни акции за собирање на средства за лекување на наши сограѓани во странство. Во општината годишно се поднесуваат околу 100 барања за помош, најмногу за лекување или санирање на последиците од пожари и поплави. Останува прашањето дали со формирањето на солидарниот фонд ќе се спречи појавата на така наречените лажни хуманитарки, кои ја злоупотребуваат положбата на некои семејства и од врата на врата собираат средства за личен интерес, на сметка и мака на оние на кои на вистина донациите од граѓаните им се повеќе од потребни.